Гости, почитувани гледачи, вечер вам е уште еднаш да го представам Илија Димовски, наш парламентарец од редовите на ВМРО ДПМН во 120 члени од парламент на Република Македонија. Меѓутоа, оно што ми е мене еден од интересните моменти за кои ќе разговарам на почеток е тоа што тој го води информативниот дел, медија делот, комуникацијскиот дел на неговата партија, односно на партијата ВМРО ДПМН. Као таков, кој го водиш тој дел, би требало да имаш побрзи, порелевантни, покомплетни информации за се, за да се спротивставиш на медија покривањето на опозициони, било кој партија. Па во тој контекст, еве сега во колку сме сега, 25 до 9 вечерва, ќе одите ли до крај со Перонаков бебе? Интересно е прашањето, поради тоа што треба да разграничиме. Значи, тоа не е одлука на политичка партија и не е одлука на политичка волја. Тоа нема простор политичка партија да го одговори, затоа има простор да одговорат институциите на системот кои што мораат да функционираат еднакво спрема сите. Ние како политичка партија Момент, значи ние како граѓани, вие се како политичка партија, ти како член, ние како граѓани сме научени нашите партии да се пазарат со велија, затоа јас те прашувам. Значи, нити можеме... Па порано се пазарја. Тоа е прашање на одлука на другите гарнитури. Значи, поради тоа што како партија докажавме дека нити спрема собствените членови, кои што се огрешија со законот во претходниот период, градоначалници, директори, членови на Централен комитет на ВМРО ДПМН, сме немале милост. Ние не дебатираме на таа тема. Значи, не дискутираме дали треба да се пазариме или да не се пазариме со било кого, па макар бил и од ВМРО ДПМН. Во овој случај, единствено нешто што можам да кажам е дека институциите мораат да функционираат еднакво за сите граѓани, без разлика дали некој има телевизија во своја собственост, дали е член на највисоко раководство на политичка партија, дали располага со медиумска моќ и така натака и така натака. Добро, за ова дали има политичка волја? За така дали? Апсолутно. Институциите мораат да важат и да функционираат за сите подеднакво. Ако се утврди дека не е плаќен данок, ако се утврди дека се перени пари, ако се утврдат други прекршувања, кривични дела и така натака, институциите мораат да функционираат. Ова е испит и за институциите и за демократијата. Добро. Настрана од институциите и демократијата, партијата беше обвината дека онија 100 и нешто илјади евра таму, во ени по евра, ова меѓу другото и 10 денари, 50 денари, ВМРО му ги платила на Велија Рамковски како долг кон некои негови кампањи. Па прашувам, ВМРО ги собира тие пари од тезги, од патарини, па се по 10 денара, по 50 денара, или Добре, не можевте да отидете до првата менувачница или ова на малку да ги уокрупните? Значи, самиот факт дека неколку пати се менуваат изјавите од страна на господинот Рамковски доволно говори. Значи, првиот пат човекот каже една изјава, се повика на некоја психолошка состојба, на афектна состојба. Вториот пат веројатно има институции за ако имаш нарушена вториот пат веројатно советуван од адвокати кои што прецизно му имаат упатено порака што значи неговото поврзување со тие пари во готовина, се дистанцираше целосно, ретерираше, кажа дека управителите, оснивачите и така натака се одговорни. Тоа е едниот момент. Вториот момент што се обидуваме да го објасниме овие денови, онолку колку што е потребно за да ни поверуваат граѓаните, меѓутоа за да не ја дефокусираме јавноста од основното значење. Значи целта прво на тоа тврдење е да се дефокусира јавноста. Не е битно што не е плаќано данок, не е битно што се перени пари, не е битно што се најдени пари во кеш, битно е таму што било во 2006 година. Да бидеме начисто. ВМРО ДПМН после секоја изборна кампања, целокупната финансиска документација поврзана со изборната кампања ја доставува до надлежните институции. Тоа постои во Државната изборна комисија, тоа постои во антикорупцијската комисија, тоа постои во Државниот завод за ревизија и тие документи се архивирани тогаш кога завршиле изборите, не сега, нема ние сега да трчаме да покажуваме документи. Новинарите можат слободно да отидат во тие институции и да проверат целиот влез и целиот излез на средства кои што има. Полесно е како Чом или како Чадиковски одма да се залепи една ваква речија етикета и да заврши. Сега те прашам едно од понезгодните прашања. Сега ти како политичар на ВМРО смееш ли да пробаш смоки? Добро, да не
Ама овие се платени све со фискална есе и се пакувани каде треба, проверив, и имаат од ова ветеринарна управа, од сите тие си имаат одобрение. Ова, значи, регуларно е водата исто така купена, само не ја покажуваме. Ја разбирам пораката и ја прифаќам како таква, со тоа што мораме да потврдиме и да повторуваме веројатно многу повеќе пати од сега понатаму дека институциите мораат да функционираат за сите. Едноставно педантноста во информирањето и педантноста и можноста да се дојдат до информации веќе не оставаат простор институциите некаде да бидат побавни. Мора брзо да се реагира и мора одговорно да се реагира. Голем дел, еден дел, не голем, ама еден дел, значаен дел од твоите колеги од Собранието во четвртокот вечер продефилира дотерани, нашминкани, фризирани со вакви во реверот марамчиња, шалчиња, шарпи и така натаму во таа хедис револуција во рамките на А1 телевизија. Како гледаш ти на тоа? Ти си колега. Видете, прво, целиот настан вечерта беше, она што можевме да го видиме на А1 телевизија, беше еднострано информирање. Тоа е недозволиво. Значи, немаше можност втората страна да се искаже. Иако имаше обиди да се добие втората страна, во моментот кога го добија Иво Котевски на телефон, го исекоа. Го исклучи. Многу демократски тоа е го јапи. Прилично. Мислам дека и тоа беше прв момент кога јавноста почна да разбира дека всушност позади целото тоа стои сценариј. Вториот момент кој што беше изненадувачки за многу од нас. Борјан почна да разбира дека се глупираат комплетно и вика ајде исклучи го за да не се би биле среќни да нема ни други телевизии. Ако има монопол на информирање одреден медиум или одредена групација на медиуми, можеби ќе биде така и ќе мислат луѓето така. Меѓутоа среќа веќе не само електронските медиуми како телевизиите, радијата, весниците, веќе интернетот, Facebook, Time МК и така натака се доволно моќни алатки за информацијата да стигне благовремено, за да не се предизвикаат дополнителни инциденти. И кај тој што сака да си добие информација, кај тој што сака да се залажува себе си. Значи никој веќе не може да држи монопол на информацијата. Никој. И тоа е богатството на демократијата. Тоа е богатството на огромниот број на медиуми, било печатени, било електронски, било интернет медиуми и така натака. Ќе изгубиме ли ние демократијата во Македонија? Нема причина зашто да размислуваме тоа. Еве јас набројав. Бранко Црвенковски пред сега 2 недели ќе биде, кажа вака, без разлика на следните избори. Без разлика колку пратеници ќе освоиме во Собранието, ние ќе формираме влада. Значи да кажеме со 18, со 12. Потоа серија Игор Ивановски шема, Гордан Ѓорѓиев подпредседател на партија шема од кабинетот на Црвенковски кој беше председател сега кажа на недемократски начин ќе ја скрушиме оваа власт, мили силом. И крајно во петокот, значи тоа е една недела пред ова, Радмила Шекеринска во Собранието, во комисија во која беа присутни некои амбасадори, дипломати, кажа исто така дека оваа власт ќе си оди на недемократски начин. Значи пак прашувам, ќе ја изгубиме ли демократијата во Македонија? Не, апсолутно. Мислам, тоа е... Имаме вакви политичари, тие се сите млади политичари со кариера пред себе, годиште горе-доле како тебе. Некоја година поише, помалку тие. Миленко, тука има, ќе те замолам, тука има два моменти. Првиот момент е, сите тие со непотребната агресивност промовираат всушност недостаток на самодоверба за политичките капацитети со кои што располагаат. Тие луѓе се 4-5 години во опозиција и се обидуваат на сите возможни начини да го привлечат вниманието и да добијат позитивна оценка од јавноста, а не успеваат. И тоа создава кај нив во овој момент недостаток на самодоверба. Јас можам до некаде да ги разберам зошто се агресивни и зошто промовираат насилство. Поради тоа што видоат дека на пазарот, кога се во прашање кадровските решенија и кога се прашање идеите, проектите, работливоста, честноста, немаат цена, не вредат толку колку што вреди другата страна. Тоа е едниот момент. Другиот момент, кој што е многу битен, е дека овие денови видовме Гордан Ѓорѓиев, Игор Ивановски, Андреј Петров, Радмила Шекеринска, најпоследно денеска господинот Макредули. Сите се закануваат со агресија, со насилство, со инциденти, а Црвенковски е мудар, паметен и миролюбив. Он вика, нема да има насилство. Не вели, можем да влезам, ама не идем. Ама на кого му покажува сила? Не знам. Значи, тоа време на таков стил на водење политика заврши во 90-тите години.
Значи, граѓаните на Република Македонија знаат прецизно што сакаат, што дозволуваат и што нема да дозволат. Сега, пушти ги овие да изгорат, Гордан Ѓоргиев, Радмила Шекеринска, Макрадули, Игор Ивановски, како што направи на неколку гарнитури предходно, тие ќе промовираат насилство, тие ќе повикуваат на инциденти, а тој излегува и вели не, нема да има насилство, можеме, ама не сакаме. Значи, како да демократијата во Македонија зависи од еден човек. Од неговата желба, од неговата волја, дали ќе има или нема. Значи, институциите постојат да го заштитат општеството токму од луѓе кои што би сакале да не постои такво општествено уредување. А ние консензуално имаме демократија. Добро, се вака, ти што мислиш? Ти се познаат со нив. Игор Шема кој кажал дека на недемократски начин, или милом или силом, тој го мисли ли тоа? Видете, таму има Мислам, кој е да, профилот? таму има неколку групации на луѓе во таа политичка партија. Некои од нив искрено се и доста интелигентни, внимателни, културни луѓе што знаат да оценат политиката и луѓе кои што не истрчаа нити на еден вечерта, кои што и овие денови ги нема да дадат позитивна оценка. Не би сакал да ги набројувам поради тоа што знам дека внатре во нивната партија ќе им направам штета. Нема ни потреба, не. Од друга страна постои една гарнитура на луѓе кои што знаат дека доколку на следните парламентарни избори, без разлика дали се предвремени или редовни, ако СДСМ повторно изгуби власта, дека повеќе ќе немаат легитимитет да останат во раководството на Социјалдемократскиот сојуз. Токму тие луѓе се тие кои што се нерадосни. Да, види се. Значи тие нема да имаат можност нити да бидат политичари во опозиција, поради тоа што и на членовите на СДСМ полека почнува да им станува јасно дека со таков тип на политичари не можат да бидат конкурентни на пазар. Мене ми е одвратно сознанието дека јас ќе одам да гласам на избори, вонредни или редовни, сеедно, и дека тоа што мнозинството мои сограѓани ќе го изгласат, нема да важи. Односно, некој вика тоа ти ќе гласаш како сакаш, ама не важи, јас ќе правам како сакам. Тоа е малце стереотипи од претходниот систем, меѓутоа ама овие се млади луѓе, овие тоаш биле Миленко, по 8-9 години, 10 години. Може би жалат за тој систем зашто не живееле. Јас сум живеел во тој систем, тие биле деца во тој систем. Јас сум се вработил во тој систем, сум дипломирал, сум учел средна школа, сум патувал. Тоа е лошо. Јас ги имам тука и изјавите и ги читав на неколку пати. Свикам да не судам, а не ми е работа да судам, да не мерам преоштро. Меѓутоа тоа е тоа. Ги видовме изјавите на телевизија. Повеќе медиуми ги емитуваат тие изјави. Лошо е кога, например, господјата Шекеринска, председател на Национален совет за евроинтеграција. Значи, сите ние во парламентот, целокупниот легитимитет, иако од партија губитник на изборите, и даваме легитимитет како поранешен вице-премиер за европски прашања, да го води Националниот совет за европски прашања. Каде што вредностите на демократијата и каде што вредностите на плурализмот, вредностите на зборот на граѓаните се основна карактеристика на таа Европска Унија, таа господја е првата која што повикува на насилство. Ако председателот на Националниот совет за европски интеграции вели дека овој систем ќе падне на недемократски начин, тога што стана за сите други понатаму? Тоа е страшното. Тоа е прашањето на граѓаните. Граѓаните ќе дадат одговор на сето тоа.